Секоја средба Ковачевски Петков нови отстапки од Македонија, но не и од Бугарија. Скопје полека попушта пред барањата од Софија, а тие не мрднаа ниту 1 милиметар. Откако пред првата средба се откажавме од македонското малцинство во Бугарија, а надлежните ги упатија македонците кои живеат таму да си ги бараат правата во меѓународните институции. Испративме нота до Обединетите нации дека Македонија нема територијални претензии кон Бугарија. Сега власта најави дека е подготвена и да ги вметне бугарите во македонскиот устав. Упатените коментираат дека кога се преговара, двете страни треба да прават одредени поместувања, а не само едната да прифаќа ултиматуми. Покрај договорот што го потпиша ЗАЕ, фактички ние имаме уште еден договор сега. Кој што не е потпишан, а кој што бугарската страна инсистира, нашата очигледно дека прифаќа, зашто премиерот Ковачевски денеска прашањето за бугарите во Македонија го прифати, само го услови временски со прием во Европска унија и така. Тоа значи дека постојано правиме отстапки. Поранешниот вице-премиер Васко Наумовски вели дека некои држави создаваат проблем па го решаваат, за да се создаде впечаток дека нешто се работи. Како коментар на признавањето на краткото уставно име Северна Македонија од страна на Бугарија, што македонските власти се обидоа да го толкуваат како бугарска отстапка. Сепак тоа се случи дури откако испративме нота до Обединетите нации дека тоа не имплицира територијални претензии кон Бугарија. Некои држави во своите дипломатски активности се обидуваат да создадат некој проблем, па потоа, решавајќи го тој проблем, да создадат впечаток дека направиле некаква отстапка. Имено територијалните претензии и нивното непостоење се повеќе кратно потврдени од наша страна и мислам дека ниту една држава во нашето суседство не би требало да стравува дека Македонија може да го загрози нејзиниот територијален интегритет. За политичкиот аналитичар Алберт Муслио, оваа бугарска влада дава надеж дека работите може да се променат. Чувството на поразеност кое Македонија го имаше повеќе од една година предизвикано од тогашните власти во Бугарија, сега било заменето со оптимизам. Доби и бугарскиот премиер ветер во грб да го промени наративот на кој бевме навикнати година и пол. Значи, во цела оваа приказна се двете страни вклучени. Ја мислам дека двајцата премиери и политичките елити треба да направат све што можат за да се намалат тензиите помеѓу двете страни. Затоа што тоа нам ни помага. Намалувањето на тензиите ни помага нам и ни ги зголемува шансите да ја одржиме таа прва меѓувладина седница. И секако во целиот тој процес да се има чувство на компромис. Сепак дел од експертите коментираат дека оптимизмот е неоснован ако се земат предвид изјавите од бугарска страна. Премиерот Кирил Петков, например, ниту сака да зборува за можно постоење на македонско малцинство на бугарска територија. Нашите власти не ја ни отворија оваа тема. Ваквите прашања се поставуваат единствено од дел од домашната академска јавност и дел од новинарите.